Денот на Европа евроамбасадорот Самуел Жбогар го славеше во Кочани. First I want to Честитам на сите Денот на Европа, 9 мај. Воедно да кажам дека навистина сум благодарна на градоначалникот на Кочани, како на граѓаните на Кочани за организирање на овој денешен настан. together the Day of Europe. Ова е прва посета на евроамбасадорот на Кочани, па истата од страна на градоначалникот беше искористена и за презентација на општината. Имав прилика да ја представам нашата општина, начинот на работа, на функционирањето на нашата локална самоуправа, како за проектите и проблемите кои ги имаме ние, со кои се ние соочуваме, како и за идеите и можните решенија на проблемите со кои се соочуваат нашите граѓани. За поголема промоција и искористеност на фондовите на Кочани секако му е потребна логистика на сите нивоа. You asked for the impressions. I got it's my first time in Kočani. Се разбира дека во реализација на тие проекти градоначалникот ја има сета наша поддршка. Се разбира дека ние разговаравме за неколку проекти кои што се реализирани досега со поддршка на Европската унија, меѓутоа исто така на овој состанок имавме или гледаме кон напред се со цел да видиме кои се потребите на градоначалникот и на вашата општина за реализација на проекти кои што би ја имале поддршката на Европската унија. We did so far, but also we were looking ahead. What are the needs? Инаку амбасадорот Жбогар денес беше дел од прославата која општината ја подготви за Денот на ЕУ. Овој ден се слави од 1950 година, откако Роберт Шуман го презентираше предлогот за создавање на организирана Европа како опција за одржување на мирот на континентот. Предлогот, попознат како Шуманова декларација, се смета за почеток на формирањето на она што денеска го знаеме како Европска унија. Честитка по повод Денот на Европа упати и штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Победата над фашизмот отвори нов период во историјата на Европа и светот. Период на пријателство, соработка и интеграција. За време на Втората светска војна Македонија беше на страната на антифашистичката коалиција. Создавањето на нашата република е втемелено во народно-ослободителната борба и социјалната револуција. Во таа страотна војна Македонија во борбата против фашистичките окупатори даде околу 33.000 жртви, меѓу кои се и 7.000 евреи, кои за време на војната беа депортирани во концентрациониот логор Треблинка. Поради сето ова Македонија рамноправно со сите останато слободолюбиви земји го слави денешниот ден, затоа што победата над фашизмот беше победа и на Македонија, како земја која беше на страната на праведните, на страната на оние кои сакаа мир, слобода и разбирање. Како што Македонија беше сплотена во антифашистичката борба, така денес е сплотена во мисијата за полноправно членство во Европската унија.